пресред на Христовото рождество вчера во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово се одржа традиционалниот Божиќен концерт во изведба на реномираниот женски младински хор Менада, заедно со нивниот помладок детскиот хор Лале, под диригентство на маестро доктор Ивица Зорич. На него му беше доделен орден на Свети Климент Охридски, од страна на Светиот Синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Прво да ви заблагодарам за вашето присуство ова прекрасна предпразнична ноќ, која што се сеќаваме на рождеството Христово и таа радост да ги топи нашите срца. Ја имам ова особена чест, нова божитно предпразненство, кога нашите мисли се исполнити со трепет во пресред на Христа Боговладенецот, а нашите срца исполнити со благодатна радост, како надлежен архиерей на Тетовско-Гостиварската епархија, а во име на неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски и на Јустинијана прва господин Стефан и на членовите на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, овде во соборниот храм на нашата Тетовско-Гостиварска епархија, на особена моја радост во присуство на верниот народ, да го доделам на нашиот маестро професор доктор Ивица Зорич највисокото црковно одликување орден на Свети Климент Охридскиот третред. Почитувам професоре, според зборовите на апостолот на народите, апостол Павле, ако доброволно го вршам тоа, тогаш имам награда. Ете и вашето доброволно црковно и општополезно дело, кое безпрекорно го извршувавте непрестано цели повеќе од 40 години во област на црковното пеење, не остана без заслужена награда. Севишниот Бог, кој во тајност, кој гледа тајно, ве наградува јавно. За целокупниот ваш труд, грижа, ревност и жртва, која ја правевте уште од времето кога црквата беше на некој начин омаловажувана и која се уште активно ја правите за слава Божја, за вашиот непрекиднат ангажман во афирмација на црковното пеење во Тетовско, а и пошироко, е посведочен преку воспитување на многу млади генерации во хорското црковно пеење, чии гласови го слават оној кој оваа вечер е славословуван од ангелите и од пастирите и во тетовските цркви, но и многу други храмови на Македонската православна црква. Исто така во оваа прилика морам да истакнам вашата голема заслуга за основањето на духовно-културниот центар Кирил Течинович во Лешок, како и во основањето и организирањето на ТЕКО. За сето ова најискрено ви благодарам. Ви посакувам уште многу години под вашата диригентска палка да се исполнуваат црковни химни и песнопение. На крајот ви завршил се евангелските зборови. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Почитувам професоре, името на Синодот на Македонската православна црква, го честитам ова одликување. Уште многу години Господ Бог да ви даде здравје, за да го славите Бога со прекрасните стопенија по нашите храмови. За многу години. Имам особена чест и посебно задоволство што ете сите овие години, како ше рече неговото благословство митрополитот Јосиф, значи подобро човек да пее и за бадијала што вели мене тетовски, Господ знае и умилува кога и да некого надене за тоа што го работи и го награди. Мислам дека сите овие години ние немаше да успееме со работата со хоровите и со овој репертоар што го негуваме, доколку не бевте вие присутни. Дел од вас се поранешни хористи или членови на семејства на хористите и овие девојчиња овде се поранешни хористи и нивните девојчиња сега пеат во хорот, така да имаме можност тука и мајка и ќерка да пеат заедно, така да продолжуваме една традиција која што навистина овој град се заслужува. Особено задоволство ми е што може да се заблагодариме на Синодот на Македонската православна црква, кој што сите овие години стоеше зад нас, не поддржуваше со своите активности и ние сме особено благодарни затоа што деновиве погледав преку 250 настави имаме со православна духовна музика. Значи на сите фестивали кај што одиме во странство,
Не забораваме да имаме православна духовна музика на преварите, каде што одиме, а и посебно и на концерти. Така да наша опарска да негуваме ова наша традиција и се надуваме бидејќи толку години и толку векови обстоила, ќе обстојува во иднини. Во чест и слава на Бога, ние сме сите денеска тука и се надеваме дека ова што го правиме е за добровит на нашата македонска нација. Ве благодарам се. Веднаш потоа беа осветени бадниковите гранки од страна на неговото високо преосвещенство, митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Осветувајте и дарувајте им сила, а оние пак што со верата ги носат во нивните домови, да им бидат за душевно спасение и телесно здравје, зашто ти си Боже наш, осветувани ја на тебе слава ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш, и во вечни векове. Амин. Амин.